Добар ден, и од мене стартува магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Кравјото млеко на овие простори е дел од повеќе вековната традиционална исхрана. Дали на децата им е навистина потребно, во колкава количина треба да го пијат, што доколку детето одбива да пие млеко, дали треба родителите да инсистираат да го направи тоа. Денешен гостин во студиото ни е доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Благодарам, поздрав до сите гледачи ваши. Се надевам дека ќе биде интересно. Секако, затоа што родителите имаат бројни дилеми кога станува збор за кравјото млеко, најдуваат на најразлични информации, па не знаат што е точно, а што не. Еве сега ќе се обидеме да разјасниме некои работи. На која возраст е најдобро да се воведе кравјото млеко во исхраната на децата? Да одговорам кратко или дугачко? Никогаш. Не, се шегувам. Видите, кравјото млеко има една реално голема историја, како што најавивте и вие, вековна историја, не само на балканските простори и на другите по целиот свет. Ова морам со многу кратко да го пренесам историски гледано, затоа што од кога постои човечанството имало ситуации кога мајката не можела да дои и тогаш се барале илјадници начини како што да се замени бебињата да се хранат. Едно од решенијата било да бебињата се хранат со кравјо млеко. Зошто? Затоа што кравите ги има многу, најмногу на планетава Земја и даваат голема продукција на млеко. Меѓутоа мора да напоменеме дека секој цицач има свое специфично млеко. Значи, кравјото млеко само по себе не може никогаш да биде замена за мајчиното млеко во првата година, особено на животот, но веќе и протоколите и препораките кои што се во педиатријата кажуваат дека кравјото млеко не треба да се внесе и во втората година од животот. Во минатото кај нас кравјото млеко се користело за деца кои што не можеле, за мајки кои што не можеле да дојат и после тоа за деца над година дена, се користело во минатото како така наречено двотретинско млеко, значи 2 дела млеко, 1 дел вода, со оглед на неговата јачина што ја има и концентрацијата на протеини, но откако се воведени прво делумно адаптираните млека, па комплетно адаптираните млека во исхраната на децата, веќе се потиснува кравјото млеко, бидејќи тие се млека кои што се приближени максимално до квалитетот на мајчиното млеко. Сигурно не идентично, но најблиску до таму. Затоа ние велиме дека во првата година кравјото млеко е забрането кај деца. Значи, во основа, децата, ако мајката нема млеко, мора да иде со адаптирана формула, додека веќе сега препоруките се и втора, па и трета година, да не се користи кравјо или козјо или било кое друго млеко само по себе како интегрално млеко, како млеко зборам, а не продукти од млекото, туку да се користат формули кои што се наменети за таа возраст. Едноставно затоа што, знаете како, уште старата кинеска медицина зборувала дека луѓе кои што боледуваат од болести на плуќа не треба да пијат млеко. И како тоа е медицина од 3000 години пред новата ера, ние денеска знаеме зошто е тоа така, во медицината зборам. Така да не им советуваме многу на родителите брзо преминување на кравјо млеко, но факт е дека еден од факторите кои што влијаат да децата почнат да примаат такво млеко е и цената на чинење. Значи, адаптираните формули и тие формули кои што се за деца над година дена и над 2 години се поскапи од колку кравјото млеко само по себе. Зошто децата кои што пијат поголема количина кравјо млеко развиваат анемија? Анемијата е, видите, тоа е еден од навистина интересни и парадоксални одговори. Значи, деца кои што пијат кравјо млеко добиваат две состојби. Значи, интегрално кравјо млеко зборам, не зборам метаболити од млеко, значи ако се примерно на кравјо млеко ставени, може да добијат анемија заради недостаток на железо, од една страна, но добиваат и рахитис во првата, па чак и во втората година, заради малото искористување на калциумот од кравјото млеко, бидејќи он има калциум, меѓутоа врзан е со фосфор, минира со столицата. Така да, велам парадоксално, затоа што од една страна велиме му дава млеко за да има јаки коски, а у суштина оно прави слаби коски. Ако го ставите на интегрално козјо млеко, детето да јаде и да пие, тогаш ќе добие анемија заради, ние ја викаме мегалобластна анемија, заради дефицит на фолна киселина.
Тоа се едни од многуте причини зошто тие две млека како интегрални млека сами по себе не треба да бидат доминантна храна кај некое дете. Впрочем, ние имаме многу алергии на протеините на млекото, исто така, особено на кравјето млеко. Се јавуваат многу и интолеранции на дел од компонентите на млекото и заради тоа не го форсираме воопшто кај децата компарирано со формулите кои што се најприкладно направени. Но, и тука треба да се каже дека во основа формулите кои што се спремени за децата се направени на база на козјо млеко или кравје млеко. Доминантно на кравје млеко, нели? Па се таму технолошки преработени протеините, јаглените хидрати. Така. Па да речеме да намалена концентрацијата од некои компоненти на некој додадена и така натаму. Сега, друго е кога збориме за производите од млеко. Кај нив не постои таква забрана. Значи, производи како што се јогурт, кефир, како што е сирење, кашкавал, ферментираните производи всушност од млеко. На која возраст тие би можеле да се воведат? Па, знаете, производите од млеко, кога збориме моцарела, например, младо кравјо сирење, младо козјо сирење, например, тие се доминантно потребни кај децата, некаде од 8 месец може да почне да се внесуваат и тие се дел од исхраната кој што е битен кај децата, но повторно остануваме, нели, мајчино млеко, односно формула, ако мајката нема млеко во тек на првата година, дури и кога се внесуваат овие метаболити. Кога би го научиле едно дете да повеќе пие јогурт, односно да внесува кисело млеко или кефир, многу би било поздраво и подобро за него, затоа што он фактички внесува пробиотски култури кои што го стимулираат имунитетот, за разлика од млекото кое што само по себе нема такви пробиотски култури. Но на што пак од друга страна би сакал да напоменам за гледачите, тоа е дека кога веќе внесуваме метаболити, односно производи, ферментирани производи од млеко, многу е битен внесот на младото сирење, кравјо сирење или козјо сирење, на младиот кајмак, например, внесот на путер, например, кои што исто така се производи од млеко, а се битни за децата, но не и старите сирења, например. Децата треба да јадат помала количина на сол, за разлика од нас возрастните. Исто така треба да внесуваат протеини кои што се во младите ферментирани производи присутни, додека во старите повеќе има масти и тоа може да има повеќе долголанчеви масни киселини, например, за разлика од овие младиве или да речеме моцарела, исто така таа спаѓа во тие. Така да топло им советувам да не се плашат да внесат младо кравје сирење. Најчесто се плашат, доколку немаат некој сигурен извор, имаат страв да им дадат младо сирење, но очигледно дека доколку изворот познат, не треба да имаат никакви дилеми. Да, ако е изворот познат, ако е контролиран, ако е се како што треба, не би требало да има никакви, да речам, инфективни или здравствени проблеми во однос на она што може да се пренесе преку млекото и млечните производи. Но кога сакам да напоменам уште еднаш на еден факт кој што ни е многу битен од млекото, а тоа е путерот. Значи, путерот без оглед што содржи доминантно масти, да ги подсетам уште еднаш, тоа нон-стоп го зборуваме во нашите педиатриски амбуланти, дека децата, уште како бебиња, па и после, треба да внесуваат знатно поголема количина на масти отколку ние возрастните. Дури 30 до 40% од внесот на храната треба да отпадне на мастите. Еден од тие е путерот, например, или внесот на масти и омега-3 масни киселини преку храни, како што се, например, мрсните риби, како што е, например, лососот, бакаларот, скуша, харинга, мада ние немаме некоја навика така да внесуваме омега-3 на храна. Тука во овој дел на емисијата би можеле да им дадеме можности на гледачите да се вклучат со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677. Слободно може да се јават, да постават прашање поврзана со денешната тема, а тоа е кравјото млеко во исхраната на децата и воопшто млечите производи и нивната важност за здравјето. Ги споменавте старите сирења пред малку, понекогаш родителите се одлучуваат да им дадат старо сирење кое што го стават во вода да отстои известно време за да се одсоли. Дали тој пристап е прифатлив според вас? Па, знаете како, тоа е само одсолување, само намалување умерено на солта од самото сирење.
Децата треба да внимателно да се внесува, особено деца кои што се родени како предвремено родени деца, затоа што они имаат бубреччиња кои што се со помал број на тие, ние ги викаме гломерули, каде што се создава мокраќата, и треба да внимаваме да не го оптеретиме целиот систем метаболички на детето со вишок на натриум хлорид, односно сол. Затоа се внимава со солта кај децата, не дека не им треба, они треба да внесуваат натриум хлорид секојдневно, нормално, ама да не се внесува. Сега тука ни е тој проблем. Јас на пример не би го практикувал тој, не го препорачувам практикување такво одсолување. Подобро е да е младо кравио сидење, ако веќе како производ се внесува, но она што сакам да напоменам во тој дел е дека кога е солта во прашање, односно тие солени компоненти, нас главен проблем ни е да се убедиме со родителите дека кога ќе им кажеме сега можете да внесете малку сол кај вашето дете, они почнуваат да стават сол као за себе. Ама тоа не треба да биде голема количина. Значи, моќта на концентрацијата на метаболирањето на солта е помала кај бебињата, колку е детето помало, отколку на возрастните луѓе. Кога родителите ќе одлучат да внесат кравјо млеко во исхраната на децата, некои сепак се одлучуваат да го направат со тетрапак млеко, и дури пред првата година и покрај бројните препораки. Што вие во таков случај повеќе советувате? Дали е подобро да се примени тетрапак млеко збогатено со витамини или пак свежо кравјо млеко? Јас искрено да ви кажам, тоа е тема, мислам, ова е тема која затоа се насмеав кога ќе кажете витамини, тема кога и колку и како треба да се внесат евентуални витамини кај во исхраната кај едно дете. Ако имаме дете, без оглед дали се работи дете на 1 година, 5 години или 10 години, во возраст, нели? Ако во својата исхрана внесува доволна количина на зеленчук и на овошје кое е богато со витамини, по принцип субституција со витамини не е потребна. Значи додавање на витамини, додавање на млеко со витамини, додавање на сиропи витамински. Но ако детето конзумира храна која е помалку од тоа, особено ако конзумира храна што ја нарекуваме оноа junk food, и ако храната е премногу термички обработена, тогаш веќе можеме да збориме за суплементација со витамини. Знаете како? 40 до 70% од сите витамини во храната се губат, се уништуваат во тек на спремање на храната. Ние денеска во светот ретко кој јаде сирова храна. Значи, се тоа е углавном многу термички обработено. Тоа термичко обработување значи и разградување на минералите и на витамините. Многу помалце се разградуваат ако се спрема храната за децата на пареа. Меѓутоа и таму се разградуваат. Као типичен пример ви е витаминот С кој што над 55 степени почнува да се разградува. И ако вие видите дека во црвената пиперка има повеќе С витамин отколку во лимунот, а таа ја ставите да се пече 15 минути, вие ќе го изгубиме С витаминот од неа. А ретко кој јаде сирова храна. Така да, ако имаме деца кои што се повеќе на тој режим на исхрана, каде што има junk food, каде што нема доволно витамини, и каде што тогаш веќе можеме да идеме да размислуваме за суплементација со витамини. А тоа, малце ми е поширок одговорот на вашето прашање, а тоа е сега доаѓаме до ова, дали да биде, ако пие млеко, да пие млеко со витамини или не. Изборот е дали се витамините природни или синтетички. Ако се тие витамини природни, или, значи добиени од природни производ, тие имаат подобра ресорбција во цревото, поефикасни, за разлика од синтетичките кои што се класично хемиски добиени. Порано се сметаше за детето да расте правилно, дека мора да пие поголема количина млеко, и родителите изноѓа милион начини за да го убедат детето да ја испие чашата млеко. Понекогаш знаеа да го засладат млекото со шеќера, и сега на пазарот има чоколадни млека. Често прашање на родителите дали може детето да бие чоколадно млеко, дали е тоа здрав млечен пијалок. Чоколадното млеко многу е убаво затоа што е благо. Децата го сакаат затоа што е благо. Како што и некои пудинзи кои што се благи ги сакаат децата. Меѓутоа многу е битно како е добиено чоколадото. Оти голем дел од чоколадите кои што се ставаат во чоколадното млеко, зборам како производ, се повеќе масти отколку јаглени хидрати, односно повеќе млечни масти. Затоа може да се и повкусни.
Значи, ја лично сум присталица и ги советувам родителите, ако веќе сакаат да направат чоколадно млеко, нека сами го направат дома, не готово, него сами со она чоколадо за варење, кое што има многу какао во себе. Ама зборам пак за поголеми деца. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програм и да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете во програма Ало, сте. Добар ден, поздрав до емисијата. Едно прашање. Ќерка ми е за 2 години. Кога наполни 1 годинка и дадовме кравио млеко, тетрапак. Она отече цела во очите. Значи заклучивме дека е алергија. Почнавме после помалце со урда, со кашкавал, ама многу минимални количини. И сето тоа каде ќе ја допревме на лицето, на околу устата, она одма реагира. И тоа значи бурно реагира, одма утекува околу устата, се вцрвува. После тоа скучивме. Сега е 1 година никако немаме дадено такви работи, кравио, млечни работи. Сега прашањето ми е дали во Систина, поточно е дека докторот од таму се прават алерготестови и од која возраст може да направиме? Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, значи ова прашање е едно од прашања кои што се можеби клучни за одговор на тоа дали треба да се дава кравио млеко или не. Значи ова детенце за кое што зборува гледачката е дете кое е скоро сигурно, апсолутно, има алергија на некој од компонентите од кравиото млеко. Сигурно. Тестови може да се направат и треба да се направат, дури не би сакал да кажам, али мора да се направат. Значи, тестови на која компонента на млекото е алергично детето, треба подхитно да направат родителите на ова детенце и со тоа ќе се даде одговор што понатаму и што може да прима или не може да прима од страна на млекото или на млечните производи. Значи, морам да напоменам и тука дека има една забуна, дека има повеќе форми на тестови со кои што се утврдува дали некое дете има алергија, интолеранција, дали има вродена генетска конституција за интолеранција на поедини компоненти. Значи, неколку типови на тестови се и особено бидејќи отекува детенцето кога пиело млеко, мора да се направат овие тестови. На која возраст најчесто се препорачуваат овие тестови? Дали има некоја долна и граница? Значи, пред која не се прават бидејќи се нерелевантни резултатите? Да, значи има неколку затоа го споменав тоа, има неколку типови на тестови. Некои тестови се прават од над 6 месеци возраст, некои тестови се прават на 2 годишна возраст. Значи, зависно од возраста, бидејќи детенцево е 20 месеци, кај него може скоро се да се направи. Така, кога најрано може да се забележат знаците на алергија на кравио млеко? Дали бебето кое што цица може всушност да добие некаква реакција преку мајчиното млеко од кравио млеко доколку мајката редовно конзумира? Да, тоа е една од можностите да се јави, точно, да. Иако алергија на протеини на кравио млеко, детето може да се роди со алергија, значи генетска констелација да има, или да ја развива, нели, кога ќе се воведе вештачко млеко или кравио млеко, и да се развива постепено таа алергија на протеини на кравио млеко или да се роди со интолеранција на лактоза, например, на шекерот што се наоѓа. Значи, тоа се различити компоненти во млекото. Затоа и треба да се направат тестови што порано, ако некое дете се стави на кравио млеко или козјо млеко, па почне да реагира на тој начин, мора подхитно да се направат тестови за да се утврди на која компонента е или не е алергично. Оти видите, денеска во разни млека и разни производи од млеко се ставаат и разни адитиви. Може да реагира на тие адитиви, а не на компонентите на млекото. Така, имаме гледачи на линија кои што очекуваат да бидат вклучени во програми да постават прашање. Да го слушнеме првото прашање. Повелете. Добар ден. Добар ден. Здраво, мајка на едногодишно дете. Така. Моето прашање е кога се воведува храна која содржи млеко, како палачинки, колачи, нешто. Така. Нешто што содржи, значи не чисто млеко да се пие, дали е исто како што се воведува обично млеко? Така, одлично прашање, ви благодарам што се вклучивте во програма. Оваков тип на храни најчесто се воведуваат над година дена возраст.
и тоа се храни кои содржат многу мала количина на млеко, реално многу мала количина на млеко. Инаку, кога спомена гледачката колачи, ја морам да ви напоменам една работа која е у принцип многу важна. Значи, проблемиве со нашава исхрана навистина почнуваат од почетокот на индустријската револуција до денеска. Имаме драматично зголемување на тие трансмасни киселини и воведување на вештачките шекери. Значи, колачите не се природна храна. Ние треба да се трудиме да се убедиме со фамилиите дека начинот на исхрана, нашиот и на нашите деца, треба да биде да се користи она што природата го дава, а тоа е овошје, зеленчук и месо, како основни производи. Тортите не се природен производ, тортите ние ги правиме. Нели? Значи, тоа е синтетички производ, како да кажам. Тие шекери нема потреба, ако ги научиме децата да не ги внесуваат, мада е тешко, морам искрено да не испадне демагошки дека го зборам ова, многу е тешко ви едно дете да го убедите да не јаде чоколадо, или да не јаде блага торта, а да му даете, например, да јаде брокула, сега да кажеме, нели? Нема да ја сака, можеби. Меѓутоа, во случај да ги научиме децата да го јадат она што природата го дава, е секогаш подобро отколку онаа чиста синтетика. Инаку овака може над година дена да се даде, да се употреби за припрема на одредена храна. Ајде да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден, поздрав до докторот. Благодарам. Имам едно прашање, ако може. Денес керкичката ми полни 1 година. Воедно од бебе сме корисник на дојни Аптамил 1, Аптамил 2. Сега прашањето ми е дали да продолжиме со Аптамил 3 или со обичните млека, алпско, битолско. Значи, за ова прашање веднаш ќе ви одговорам многу кратко и јасно. Значи, подобро е вашето дете во втората година да прима млеко тројка. Значи, апсолутно подобро, отколку да се даде како млеко. Ако сака да се напие една чаша млеко, подобро да ја прими тројката, бидејќи е тоа млеко кое е повторно адаптирано на ензимските системи на детето, во однос на кравјето млеко. Ајде да ги слушнеме и другите двајца гледачи кои што веќе сака да бидат вклучени во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Овде една баба загрижена, моето внуче е 7 месеци, сега уште малку 8 ќе наполни. Интолерантно е на лактоза, открија на месец и пол, па му дадоја замена за мајчино млеко, друго млеко. Сега почна да не го сака и тоа млеко. И одбива, никакво млеко не сака да пие, а со што да го храниме сега, тоа ме интересира мене. А јади се друго, ама не знам што да му даваме. Така. Да, ви благодарам. Ви благодарам и вам. Значи, интолеранцијата на лактоза, ова е сега прашање за кое што морам, ќе го поврзам у два дела одговорот. Интолеранцијата на лактоза е релативно честа кај нас, кај населението, и кај белата раса, и кај црната раса, зборам расно огледано, но и кај популација во повеќе земји во светот. Ретко се случува, навистина ретко се случува вака да биде многу рано манифестирана интолеранција на лактоза, да е толку јака да мора детето да се прекине со доење и да се префрли на безлактозно млеко. Но факт е дека безлактозното млеко таму се менја шекерот, се става друг шекер, најчесто е тоа малтодекстрин, така се вика тој шекер. Значи, е млеко кое што е исто така пожелно детето да го прима до година дена, но детето е 7 месеци. Дете на 7 месеци много треба мало. да има, да, но дете на 7 месеци треба да има веќе воведени кашички во храна. Значи, идеално, со оглед на фактот дека детенцето е фактички интолерантно на лактоза, добро е да има барем 3 оброка у денот, она што би рекле доручек, ручек, вечера. Ако е 7 месеци, оно веќе тера 8 месец, да има храни, значи да јаде кашички, да се намали вкупниот внес на млеко. На тој начин повеќе ќе се префрлиме на исхрана со кашички, отколку на исхрана со млеко. И овде морам да споменам, значи, овие 2-3 прашања што беа сега на некој начин ме испровоцираа да кажам, знаете како во едно минато општество, например до распадот на Југославија, во Југославија, зборам во социјалистичката Југославија, вештачките млека, таа држава тогаш имаше фабрика која произведуваше вештачки млека, вештачките млека и детските храни одеа на рецепта. Тие се третираа како терапија, а не како храна. Така. За жал тоа денеска го немаме, затоа што ние се бориме со фактот дека родителите треба и во втората година да го даваат тројката млеко, дури и четворка има млеко за после над 2 години,
но тоа е секогаш поскапо од кравиото млеко или од козјото млеко. Поради финансиски причини посегнуваат најчесто од финансиска причина луѓето го префрлаат детето на кравио млеко, најчесто е од тоа. Јас се надевам дека у некој едно време некој наше министерство уствари тие деца ќе ги стави, значи тоа не е храна како храна, тоа е дел од нормален развој на едно дете и тука треба да им се помогне на некој начин на родителите. Так. Да го слушнеме и следното прашање на гледачот кој што во моментов ќе биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Јас имам едно прашање малце поголемо. Моето внуче е година и 3 месеци. Така. Меѓутоа, никако не ќе ништо да јаде освен на мајката млекото од цицката. Так, само сака да цица. Само сака да цица и тоа, верувајте ми, сме го ставиле да не му даеме, да плаче, да не му дадеме. Сме ја врзале вака со фластери да кажеме дека е болна или дека нема. Нема да јаде со сати. Ќе заспие и нема да јаде. Како да го одучиме од млекото, од градите? Така, ова е чест проблем децата кои што цицаат толку многу да сакаат да цицаат што не сакаат да пробат ништо друго. Знаете како, јас ова не е, мислам, на вистина е многу често прашање. Се насмеав меѓу другото затоа што ќе ви кажам, значи, знаете како дете од два дела, ајде се пробам да го одговорам ова. Значи, детето во тек на својот развој, децата, бебињата, немојте да мислите дека не знаат ништо. Они имаат инстинкти и они имаат пренесено знаење кое со генерации се пренесува со нив. А они се велиме некоја табула раза, ама на која што се развиваат. Меѓутоа, децата им е најдобро да се наградата на мајката. Нив им е најсигурно, најфино и цело време на нив. Меѓутоа, ако вие го оставите детето да цица, оно ќе цица 3 години, 4 години. Но, имајте во предвид дека доењето над година дена веќе представува повеќе релација мајка-дете, отколку исхрана која што треба да биде. Ние се бориме децата да се внесат храните во првата година, зошто? Затоа што целиот микробиом, се она што нас не, од што имаме микроорганизми во нас и на нас, фактички се создаваат во тек на првата година. И велиме, најбитни во животот се првите 1000 дена од животот. Кога ќе кажеме првите 1000 дена, се мисли од моментот на концепција, бременост, раѓање и остаток. Тоа фактички е најбитниот дел. И тука иде од една страна воспитување, од друга страна релација мајка-дете. Ние треба да еднашка го научиме детето дека нема да цица, него ќе се префрли на други храни. Сега вториот дел од одговорот е, знаете како, јас не познавам, морам да бидам искрен, не познавам дете што умрело од глад. Значи, во Африка децата умираат бидејќи немаат што да јадат. Детето кој ќе огладни ќе јаде, што вика народски кажано, детето кој ќе огладни ќе јаде јорок игра. Прашање е кој има повеќе нерви да го издржи. Так. Дали родителите или детето, бабите и дедовците се разбира или детето. Упорност. Упорност. Значи не карање, не викање, не тепање. Тоа ни у сон не смее да се направи. Но она што треба, значи детето ова детенце ќе бара да цица. Ако кај мајката се направи аблактација, на пример зборам, она нема да има млеко. И она ќе чека да цица, она нема млеко. Ќе му дадете, да речеме, сега на маса ќе му ставите, карикирано зборам, еве, јувки, на пример. Сега зборам вака, она што често се јаде кај нас. Оно нема да јаде. Ќе повторите после саат време пак ќе му ги изнесете. Оно па нема да јаде. После саат време пак. Ама се со шега, со разговор, со приказки. Да. Во моментот кога ќе огладни ќе јаде сигурно бидете. Така е. И сосема на крај во однос на растителните млека, дали тие се препорачуваат во детска возраст? Не, растителните млека не ги користиме многу. На време се користеше оризовото млеко, значи само кај деца кои што имаат диарен синдром. Едно време се користеше и соиното млеко за некои состојби на алергии кога ги немавме овие современи млека, меѓутоа сега тие повеќе не се користат, но екстремно ретко се користат. Повеќе се овие млека од животинско порекло, да кажам. Меѓутоа и тие млека и тоа се редуцира како такво во користењето. И доколку детето одбива било каков млечен производ да конзумира, вклучително јогурт, кисело млеко,
досирање и слично. Дали има опасност поврзана со неговиот нормален раст и развој или пак може да се најде некое друго решение? Не, нема опасност, мислам, сигурно, не, далеку од тоа. Нема опасност, тама работа затоа што, али треба да ги внесува оние храни други кои што се предвидени за неговиот развој. Так, доктор Сајковски, ви благодарам што бевте наш гостин денеска во Нулен Плюс. Навистина едно прекрасно издание, сеопфатно поврзано со денешната тема кравје млеко во исхраната на децата. Благодарам и на вас. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте. Денешен гостин во студиото ни беше почитуваниот доктор Александар Сајковски, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Имајте убав и пријатен викенд. До гледање.